Петлочно издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Основниот суд Кочани го одбележа Европскиот ден на граѓанска правда. По тој повод се реализираше отворен ден за граѓаните кои ја посетија институцијата и се запознаа со нејзината работа и надлежности. Петта година поред во Основниот суд Кочани се реализираше отворен ден за граѓаните. Во рамки на одбележувањето на Европскиот ден на граѓанската правда, судот ги отвори своите врати за сите заинтересирани граѓани, овозможувајќи им поблиску да се запознаат со работата на институцијата. Посетителите можеа да ги видат одделенијата во судот, судниците и канцелариите на судиите, како и кабинетот на председателот на судот. Најбројни беа учениците од основните и средните училишта, а имаше и граѓани кои дојдоа самоиницијативно. Настанот беше оценет како корисен пред се за средношколците, кои како наставен предмет го имаат правото. Мислам дека ова е многу корисно за учениците, бидејќи се внесуваат директно во праксата. Ова е дел и од правото кое го учат вовед во правото, сите 4 години го изучуват правото. Тоа е еден дел од правото и од практичната настава. Во практична настава од 4-та година, значи имаме регистрација целосна на фирми кои виртуелно работат во училиштето. И учениците имат своји познавања од областа на праксата. При посетата на судот, најголем интерес учениците покажаа за начинот на спроведување на стечајна постапка, како и за одделни прашања поврзани со стопанскиот криминал. Влеговме во судската сала, председателот на судот не информираше за некои закони кои што се засудат, за тоа од информатички карактер како функционира судот, и мислам дека ги поддржувам ваквите отворени денови на судовите, за да и ние учениците и сите граѓани се запознаеме со тоа како функционираат судовите во нашата држава. Додека траеше посетата од граѓаните, закажаните судски постапки во судот нормално се одвиваа, а тие имаа можност и слободно да присуствуваат на расправите по одделни предмети. Одбележувањето на Европскиот ден на граѓанската правда и реализирањето на отворениот ден на судот е со цел да се обезбеди јавност и транспарентност на работата на институцијата. Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси, констатира состојба на судир на интереси кај 11 лица во државата, меѓу кои и за Дарко Стојчевски, член на Советот на општина Кочани. Според комисијата, констатирани се нарушувања на законските одредби поради извршување на две функции истовремено. Членот на Советот на општина Кочани, Дарко Стојчевски, заработи јавна опомена од Државната комисија за спречување на корупцијата. Причина за тоа е што кај него и уште 10 лица во државата кои извршуваат јавни функции е констатиран судир на интереси поради вршење на две функции истовремено. Според образложението од антикорупцијска, кај Стојчевски е констатирана кумулација на функции, односно истовремено со функцијата член на Советот на општина Кочани, на која е избран на локалните избори во 2013 година, тој ја извршува и функцијата член на управен одбор на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Кочани. Според Законот за спречување судир на интереси, до советникот било доставено известување во рок од 15 дена доброволно да се откаже од извршување на една од двете функции кои истовремено ги извршува. Откако комисијата констатирала дека Стојчевски и останатите десетмина не постапиле по барањето, им изрече мерка јавна опомена. Согласно Законот за спречување судир на интереси, мерката јавна опомена се објавува во средствата за јавно информирање. По нејзиното објавување преостануваат нови 15 дена да се исполнат законските одредби, а во спротивно Државната комисија пред надлежниот орган ќе покрене иницијатива за престанок на вршењето на јавните овластувања, односно иницијатива за поведување дисциплинска постапка. Вакцините против грип стигнаа и во Кочанскиот центар за јавно здравје. Од понеделник сите заинтересирани граѓани ќе можат да се вакцинираат со вакцината која што ги покрива сите типови на вирусот на грипот што циркулираат во европскиот регион, вклучувајќи ја и нашата држава. 2300 дози вакцини стигнаа во Кочанскиот центар за јавно здравје. Од понеделник сите заинтересирани граѓани ќе може да ја примаат вакцината, информира доктор Благица Ѓурковик, директор на Центарот за јавно здравје во Кочани. Луѓето кои подолго време се вакцинираат веќе имаат позитивно искуство од вакцината.
Посебно се препорачува за хронично болните лица со повеќе хронични заболувања, затоа што, иако грипот понекогаш има лесна клиничка слика, сепак може да има и посериозни последици по здравието, посебно на хронично болните. Освен овие лица, доктор Ѓурковиќ потенцира дека од епидемиолошки индикации треба да се вакцинираат лица кои пружат нега на мали деца или возрастни, лица кои се во затворени колективи, особено се препорачува за здравствените работници. Вакцината е со висок квалитет и чини исто како и претходните години 400 денари. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството упати повик до заинтересираните земјоделци да подготват барања за добивање помош преку ИПАРД програмата за оваа година. Потребните информации околу критериумите и други податоци ќе можат да се добијат во просториите на агенцијата. Продолжениот 6-годишен период за реализација на ИПАРД програмата и во текот на оваа година ќе им овозможи на земјоделците да добијат подршка за своето производство. Се очекува деновиве да биде објавен јавниот повик за распределба на средствата за годинава, па од почетокот на наредната недела да започне да тече рокот за пријавување на земјоделските производители. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството упатија повик до сите заинтересирани да ја подготват потребната документација за аплицирање, а за сите информации и детали околу повикот им стојат на располагање на земјоделците. Ги повикуваме сите земјоделци кои што се заинтересирани да аплицираат, да поднесат своји барања за набавка на одредени земјоделски машини, механизација, значи да се подготват, бидејќи огласот во најскоро време ќе излезе, тоест јавниот повик, и да кажеме дека во овој јавен повик, како и секогаш, ова програма на ИПАРД ги покрива мерките 101, 103 и 302. Според одредбите во програмата, мерката 101 се однесува за примарното производство, мерката 103 е за преработка на земјоделските производи и маркетингот, а мерката 302 се однесува за руралниот развој и руралниот туризам. ИПАРД програмата ги покрива секторите овоштарство и лозарство, градинарско производство, преработка на месо и млеко. Во овие сектори има разни подсектори во кои што може да се поднесуваат барања, само да кажеме дека еве некои основни критериуми во делот на овоштарството треба да поседува најмалку 3 декари или 0,3 хектари површина, кое што се однесува исто така и на лозарството. Во делот на градинарството е 2 декари и за отворено и подпластеници. Инструментот за предпристапна помош во руралниот развој е комплекс од мерки со цел да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство на нашите фармери, како и преработката на земјоделските производи и маркетингот. Од понеделник па натаму, вработените во агенцијата ќе им бидат на располагање на земјоделците и секој кој смета дека ги исполнува критериумите од ИПАРД програмата може да дојде во нејзините простори и да аплицира на јавниот повик. Општина Виница го искористи убавото време до пред 2 дена за да реализира силна градежна офанзива. Дополнително во тек се неколку тендерски постапки на градежни проекти, што ги најавува локалната самоуправа. Со нови 100 сантиметри започна проширувањето на патот Виница-Јакимово, пошто ќе следува и комплетно асфалтирање со нов асфалтен слој. На последната седница на Виничкиот совет за него се усвои ново име – улица Јакимовски пат. Тротоарот на улицата останува, а проширувањето, велат од општината, е неопходно заради големата фреквенција на возила и пешаци, што се којдневно сообраќаат на таа релација. Градежните работи ги изведува кочанската фирма Стоименов, а општината ќе треба да издвои околу 2.800.000 денари од сопствената каса. Паралелно во село Лески продолжува изведбата на канализацијата во должина од 1200 метри, а општината најавува и регулација на долот кој континуирано го подкопува патот и ја загрозува сообраќајната фреквенција. На канализацијата работи фирмата Доминко Драдовиш, додека за регулацијата на долот ќе биде ангажирана фирмата Дама 2. Вкупната инвестиција за градежните работи во село Лески во овој период е околу 3 милиони денари, средства од кои значителен дел се покриени преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Финишираат и работите на атмосферската канализација на улиците Браќа Миладинови и Линденска. Атмосферската мрежа е во должина од 1200 метри, а градежната фирма Изградба работи на поставување на шахтите. Оваа инвестиција од 37 милиони денари
е најголема и капитална за овој сектор и треба да го спречи излевањето на водата по улиците. Зимата пристигна порано, но на задоволство на виничката локална самоуправа и граѓаните, градежните работи навреме се завршуваат. Поволните временски прилики во првата половина на месецов овозможија реализација на повеќе градежни активности, со кои општината работи на реализација на зацртаните проекти во градот, но и во населените места што гравитираат околу општината. Од локалната самоуправа најавуваат реализација и на други градежни работи, за кои тендерските постапки веќе се во тек. Општина Кочани испрати известување до граѓаните и возачите за неколкудневно запирање на сообраќајот на улици во градот. Како што стои во известувањето, поради одржувањето на Кочанскиот панаѓур се воведува времена измена на режимот на сообраќајот на улиците Скопска и 4 македонска бригада. Заради безбедно одвивање на пешачкиот сообраќај на овие улици, кај дисконтот Боки, кај ресторанот Опатија и кај детската градинка на улицата Скопска, ќе биде поставена сообраќајна сигнализација и целокупниот сообраќај на возила ќе биде пренасочен по околните улици. Оваа измена на режимот на сообраќајот ќе важи до 26 октомври. Поради тоа, општина Кочани ги повикува учесниците во сообраќајот да ги почитуваат времените измени и поставената сообраќајна сигнализација. Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот и пчелните производи. Преку сајми и манифестации, пчеларите ја подигнуваат свеста кај граѓаните за поголема употреба на дарот од Бога. Започнаа деновите на мед во Кочани. Паралелно со одржување на панаѓурот стартуваа и деновите на медот во Кочани. Традиционалната манифестација која има за цел да го промовира медот и пчелните производи и годинава се одржува под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек". Приоритет годинава им беше даден на најмалите од градинката Павлина Велјанова, кои облечени како пчелки и цветови пред присутните родители во градскиот парк играа на песнички за пчелката и медот. Организатор на 17-та поред манифестација годинава е пчеларското здружение Златна кошница од Кочани. Изложбата денес ја отворивме и се гледа дека е посетеноста голема од граѓаните, значи традицијата се продолжува, ги поканувам граѓаните и на ова студено време баш одговара за конзумирање на мед и за купување на мед, па нека поведат во градскиот парк да не посетат овие денови и да си купат тоа што сакат. Излагачи на мед и пчелни производи имаше од Кочани, Виница, Берово, Пробиште, Прилеп, Битола и Скопје. Од наклонетоста на временските услови не се многу задоволни годинава пчеларите, но цената на медот и понатаму останува по 300 денари за килограм. Цел ни е да ги научиме луѓето да јадат мед секој ден, затоа што ако се јаде медот секој ден, тогаш можеме да ги добиеме оние позитивни вредности негови, за да бидат нели здрави како дрен. Со ваквите манифестации се подига ли свеста кај граѓаните за почеста употреба на медот и пчелните производи? Да, се подига нели свеста на граѓаните за да јадат мед, да го јадат медот како храна, а не како лек. Да. Затоа што ако се јаде како храна, нели секојдневно, тогаш ги имаме тие позитивности од медот кај човекот. Манифестацијата продолжува и во сабота и недела, која ќе учествуваат ученици од основните училишта и ќе читаат наградените литературни творби на тема мед. Планирано е да настапат и фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Со ваквите манифестации се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на мед и пчелни производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот. Изложба на тема "Еднаквост и човекови права" како дел од проектот "Сите сме еднакви" се организираше во Основното училиште Рада Кратовче. Децата сликаа во разни ликовни техники. Промоција на човековите вредности и зголемена комуникација меѓу децата е целта на проектот "Сите сме еднакви", во кој покрај останатите 20 училишта од државата е вклучено и Основното училиште Рада Кратовче. Како дел од проектот, учениците организираа изложба на тема "Еднаквост и човекови права". Целта на проектот е да се промовираат човековите вредности без разлика на вера, националност или верска определба, да се дружат децата без разлика на тоа на која припадност им припаѓаат, дали се социјално
загрозени или не. Значи, целта е комуникација меѓу сите деца. На изложбата учествуваа неколку училишта од општината. Учениците цртаа во разни техники и секој дете сликаше на начин како што ја замислува еднаквоста меѓу луѓето. До крајот на учебната година училиштето ќе организира уште 3 кампањи со иста цел. Хуманитарен фудбалски надпревар организираат членовите на младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошо Викентиев. За ноќта на вештерките пак организираат надпревар за најстрашна маска. Фудбалски надпревари Оризијада учества во проектот Македонија без отпад. Младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев со работа стартуваше од 2005 година и од година во година се зголемуваат активностите што ги организираат учениците. Тие ја покажуваат и својата хуманост преку организирање хуманитарни акции и надпревари. Оваа година стартувавме со еднодневна прошетка до Гоцева шума. Нашата следна активност беше учество во Оризијадата, представувајќи го нашето училиште. Подоцна бевме вклучени во акцијата Македонија без отпад и слично. Наша следна активност ни е предвиден фудбалскиот надпревар, кој што ќе биде одржан на почетокот на месец ноември. Сите приходи кои што ќе бидат соберени во соработка со општинскиот Црвен крст во Кочани ќе бидат дадени на соодветно место, односно ќе бидат наменети за хуманитарни цели. По повод ноќта на вештерките што се одбележува на 31 октомври, учениците организираат забава во 21 часот. Сите присутни задолжително е да носат маски, ќе има караоке, избор за најстрашна маска и ќе следуваат награди за избраните. Влезот ќе биде отворен за сите и ги покануваме сите кои што сакаат да присуствуваат на оваа забава. Учениците од Авангарда соработуваат со локалната самоуправа, Мировниот корпус, Сдруженијето Павел Шатев, како и со сите институции и училишта кои им се потребни за соработка. За здравје и пород невестите да дојдат в црква на петков ден, подсетуваат свештениците. В недела ќе се служи вечерна богослужба, а в понеделник божествена литургија. Невестите кои годинава го кажале судбоносното да и стапиле во брак в недела ден пред чествувањето на празникот Петковден и на самиот празник в понеделник да го посетат православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе, подсетуваат свештениците. Правилото говори дека треба да дојдат со своите свекрви или мајки и да ги запалат свадбените свеќи да догорат. В недела ќе се служи вечерна богослужба, а в понеделник на празникот божествена литургија. Традиционално нели на овој празник во овие краишта нововенчаните невести заедно со своите свекрви доаѓаат во храмот. Ова не значи нели дека другите луѓе не смеат да присуствуваат, значи црквата е отворена за сите верници. Доаѓаат нели во храмот, ги догоруваат свеќите од кои што нели беа запалени на светата тајна венчание и ги упатуваат своите молитви нели кон Бога и барат молитвено застапништво од преподобната да нели за успешен заеднички живот, нели заеднички брак, така и ги покануваме сите оние нели нововенчани да дојдат да ги запалат свеќите, да присуствуваат нели дали на вечерната богослужба, дали на утрената, нели ќе биде врз невестите ќе бидат прочитани молитвите. Иако свештениците секоја година истакнуваат дека традицијата налага невестите на овој ден да бидат облечени во невестински фустан, сепак невестите не доаѓаат така облечени, но затоа пак го почитуваат адетот да се меси погача за здравје и да се упати молитва за пород. Празникот Петковден за многу семејства представува семена слава, бидејќи култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева. Зимското сметање на времето започнува ноќта меѓу сабота и недела. Стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час назад. Во 3 часот ноќта стрелката на часовникот треба да се помести на 2 часот, така што ќе се спие 1 час повеќе. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд на март. И за крај од вестите проследете спортската информација. Предстои интересен спортски викенд, што се однесува до Кочани. Во фокусот е дербито од женската фудбалска лига помеѓу екипите на Кочани и Младост ИДНИНС. Со надпреварот АС Юнајтед Борец 1:2 започна четвртото коло во женската фудбалска лига.
В сабота 25 октомври на програмата се 3 надпревари во женската фудбалска лига: Тиверија и Статов победа Куманово, Речица Топгол и Конзули Драгон 2014. Во фокусот на локалниот спортски викенд е дербито од женската фудбалска лига помеѓу Кочани и Младост Иднина С, што се игра в недела на стадионот Никола Мантов со почеток во 12 часот. За разлика од минатата година, кога во оваа фаза од надпреварувањето овој дуел директно одлучуваше за првото место, оваа година Младост Иднина С се соочува со проблеми. Има 2 пораза во 3 кола и тоа на домашен терен. Таму дојде и до измени во стручниот кадар, па останува да се види дали тие ќе го вратат клубот на патеките од минатата успешна сезона. Без разлика на исходот од овој дуел, Младост нема шанси за капитален исчекор, додека за Кочани надпреверот има големо значење, затоа што актуелниот првак во моментов го дели првото место со уште 2 екипи, Драгон 2014 и Конзули, сите со максимални 9 бода по првите 3 кола. В недела 26 октомври на програмата е 10-то коло во третата фудбалска лига Исток. Двојки напредок Здравје Радово 1934, Беласица Плачковица, Каменица Саса Осогово 14 октомври 1946, Работник Џумајлија, Овчеполе Брегалница Голак и Баби Тиверија. Второ коло во втората македонска футсал лига. Двојки Кратово Бели, Богородица Шкупи, Рудник Саса Шкендија, Гемиџи и Овчеполе, а слободна е екипата на Цико. Викендов стартува надпреварувачката сезона во втората македонска кошаркарска лига. Двојки Бест Т Баскет, Михајловски Пелистер, Радовиш Тетекс Тетека, Борец Баскет Црндрим, додека Шкупи го пречекува Баскет Дино. Во М18 лигата се среќаваат Баскет Академија и Радовиш, Бест Гоце Делчев, додека екипата на Баскет Дино е слободна. Четврто коло во втората македонска пинг-понг лига, мечевите се играат на 25 и 26 октомври, односно сабота и недела, а двојките се Мултитекс Струмица, Крушево Дебар Маало, Кочани ги пречекува Скопје Рисови, додека Винспин е домакин на Рома Шутка. Вестите на Канал 8 завршија. За сите информации побарајте ни на веб страницата kanal8.mk. Имајте убав викенд.